Ни го земаат лебот од рака. Одгледувачите на свињи од село Љубодрак на протест поради најавеното уништување на нивните свињи, бидејќи во околината се појавила африканска чума. Одгледувачите се револтирани, бидејќи нивните свињи биле тестирани и не било регистрирано присуство на болеста. Бараат одговори, зошто да ги уништат кога нивните свињи не се заразени. Да има болест и ми сме за тоа. Има болест, нема проблем, ќе ги уништиме. И ми сами сме свесни дека тоа не е ни за нас здраво. Али ни една свиња нема у Љубодрак позитивна, а они сакаат да ја ништат. Друга работа што е, после таа акција у ветеринарно викат негативни свињи колјете, док не пројдемо ми, вика ви колјете. У реду, а зашто да ги ништаме ако не су свиње болни? Зашто ги ништаме? После тоа вика поединци долу ветеринарно и вика да подпише дека свиње су негативни, дека су позитивни свиње. Вика позитивни потврдиш дека е позитивна свиња, а може да идеш да го колјаш. Дека се остава просто да сомнеш. И народот е со право револтира, и тоа многу. И тоа многу. Значи, се играат со нашите чувства, со нашите емоции, со нашиот сон. Ова вака. Не може. Едноставно не може. И не се слагаме со тоа. Жителите на село Љубодрак остануваат на улица и утре и задутре, а протестите и блокадата на улицата ќе продолжи и од понеделник, ако не бидат повикани на средба од министерот за земјоделство и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. И го повикам министерот јавно да со директор за Агенција за храна да се произнесат со тоа одлука, да излезат на терен, да видат фактичката состојба. Не донесле одлука таму и сега по таа одлука ај ќе ги ништиме сите свињи. Пошто дека индивидуално одредуваат по 2-3 свиња за своја употреба. Не се тој големи фармери. Сега ако ги уништат, значи готово, им зимат леп на луѓето. Вчера се одржал и состанок во Агенцијата за храна и ветеринарство на која била разгледана актуелната состојба со болеста африканска чума кај свињите. На состанокот било заклучено дека мора да се усогласат активностите на надлежните државни органи, ветеринарните друштва, локалните самоуправи и комуналните претпријатија кои се под нивна надлежност, но пред се била потребна соработка од сточарите за да се искоренела болеста. На подрачјето на државата од 27 јули до 5 октомври годинава уништени се 3346 свињи.